Вечно я сакам угостая своя, Скопје каже ми. Кебапчилница. Гостилница во која се печат и се продаваат кебапчиња. Посетата на старата чаршија во Скопје е секогаш добра идеја. Прошетајте по оваа турска чаршија, чие постоење датира од 12-тиот век и каде како ретко во кој друг дел од градот, тука се уште се чува стариот дух на Скопје, со многу мали занаетчиски работилници и дуќани, бурекджилници, чајджилници, кебапчилници. А новиот дух на модерното време се отсликува во нови интересни барови. Секако не одете си од чаршијата без да изедете десетка со кромит, со топла лепиња и лута пиперка во било која од кебапчилниците, зашто овде кебапите се секогаш тазе, а услугата е брза и љубезна. До 1934-та, двата дела на чаршијата биле покриени според османлиски трговски терк. Сите калдрмени улички низ чаршијата биле покриени со ламарина. Поради тоа старите скопјани чаршијата ја нарекувале капали чаршија, односно покриена. Во 1935-та, тогашниот градоначалник на Скопје, Јосиф Михаиловиќ, решил да се отстранат сите ламарини и ја прекрстил од турска во стара скопска чаршија. Се влегувало од 3 влеза, кај Даут Пашиниот амам, кај поранешното кино Напредок и кај стоковната куќа Илинден. Без разлика од која страна ќе одлучите да влезете во чаршијата, ќе наидете на голем број дуќанчиња полни со сувенири, опинци, килими и разни рачни изработки, богати излози со облеки и аксесоари, златари, неодолив мирис од кебапчилниците, рестораните кои ќе ви понудат јадења како дел од турската кујна, а речиси на секоја уличка можете да ја угасите жетта со боза, лимонада или со боровница. Кебапот чаршиски бисер на соживот. Кебапот чаршиски бисер на соживот е насловот на традиционалната мултикултурна и мултиетничка манифестација. Манифестација која еднаш годишно се случува во старата скопска чаршија. Манифестацијата чија цел е продлабочување на бизнис соработката меѓу чаршискиот еснав и враќањето на сејот на чаршијата и животот во неа. Манифестацијата која започна на платото пред Скендербек продолжи со прошетка низ чаршијата со посета на дуќаните со реновирани излози и неодминливите скопски кебапчилници, а финишираше со трибина на тема неразјаснети законски надлежности, бариера за развој на старата скопска чаршија. Скопје град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја